нашата смиреност Петар, по милоста Божја, митрополит Преспанско-Пелагонijski администратор, австралијски и новозеландски, на сето свештенство преподано монаштво и на верните чеда во Преспанско-Пелагонijската и австралијско-новозеландската епархија и ми спраќаме мир и благослов, поздравувајќи ги со најторжествениот поздрав Христос воскресе. Возљубени браќа и сестри во Христа воскреснатиот. Христос воскресе и нашите души нека се радуваат во Христа воскреснатиот. Христос воскресе и исчезна стравот од смртта. Христос воскресе и нашите срца се исполнуваат со радост и вера дека после него и ние ќе воскреснеме. Да се празнува Великден, Паската, тоа значи со цело срце да се спознае силата на големината на Христовото воскресение. Да се празнува Великден, Воскресението, тоа значи да се стане нов човек. Да се празнува Великден, животот, тоа значи со цело срце и со помисли да се благодари на Бога и да се прославува неговиот неискажлив дар, дарот на воскресението и љубовта. Мили наши духовни чеда, споделуваме велелепни зборови. Христос воскресе. Ете, во два збора искажани се сите човечки настани, сите животни патишта на луѓето за сите времиња. Во два збора целата историја на човечкиот род. Во два збора најголемата револуција во сите човечки светови, најголемата пресвртница, најголемиот расплет. Човечкиот живот, кој како експресен воз иташе по шините на смртта, одеднаш сврте кон бесмртност, се измени, настана невиден пресврт. Со своето воскресение Господ од адот го извади човечкиот род и го внесе во рајот. Господ од смртта го истргна човекот и го внесе во бесмртност. Господ од канџите на ѓаволот го ослободи човекот и го предаде во прегратките на Бога. Тоа е воскресението, тоа е Великден. Возљубени празникољупци, радувајте се. Христос воскресе. Благодатниот пламен на оваа најрадосна вест, кој се распламти и над Господовиот гроб, се пренесе низ целиот свет и преисполнувајќи се со светлината на пламенот, Црквата Божја и денес изобилно и го подарува и потврдува. Вистина воскресе. Со Христовото воскресение за човекот се отвори нов живот, нов свет исполнет со светост и блаженство. Нему му е овозможено да воскресне и со Христа да живее. За време на својот земен живот Христос повеќе пати говори за себе како за носител на животот и воскресението, како за извор на вечен живот, бесконечен за оној кој ќе верува во него. Меѓутоа, тие зборови на Божествениот Учител тогаш биле неразбирливи, не само за неговите ученици, не само за народот, туку смислата на тие зборови станала разбирлива дури по неговото воскресение. Дури тогаш, кога неговите ученици разбрале дека он е навистина победител на смртта и владиката и господарот на животот. Исто така, во текот на својот земен живот, Спасителот повеќе пати ги изговорил и зборовите скапоцени за човечката верна душа. Јас живеам и вие ќе живеете. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Брајче и сестри, сорадосници на босесенската радост. Христос е радост, Христос е живот,
Hristos е воскресение. Не постои мили наши повозвишена радост, поторжествена радост од Воскресенската, од Великденската. Ние се радуваме затоа што нам, преку Воскресението, ни се отвори рајот, нашиот вечен живот, а најдлабоката смисла на Христовото воскресение се состои токму во вечниот живот кој Христос им го подари на сите своји следбеници. И еве, веќе полни 2 милениуми, неговите следбеници непоколебливо веруваат не само во тоа дека Христос воскреснал, туку и во своето идно воскресение за вечен живот. Што направи Господ со нас со своето воскресение? Што тоа му даде Господ на човечкиот род, победувајќи го нашиот непријател смртта, ѓаволот и гревот? Што ни даде Спасителот? Ни даде живот, бесмртен живот, вечен живот, кој смртта не може да ја собори, кој никаков грев не може да го сруши. Господ секое човечко битие го претвора во бесмртник. И сега ние христијаните сме како мртовци кои излегле од гробовите, воскреснале од гробовите и живееме во овој свет, живееме како воскреснати мртовци. Затоа, ако ние, како што учи Светото Евангелие, преку крштението, се погребуваме во Христа, Господа, како и што пееме во убавите песни, вчера со тебе умрев и се погребав, а денес воскреснав со тебе, Христе, ние исто така воскреснуваме со Господа. Да, воскреснуваме со тебе, Господи. Христијанинот е човек кој со воскресна со Господа и таков живот така живее во овој свет, како бесмртник, победник на сите смртности и на секоја смрт, и ја уништува смртта со силата на Христовото воскресение. Ние, вели светиот апостол Павле, кои во овој свет живееме, Христос воскресе и ние со нов живот одиме. Мили наши духовни чеда, воскресението Христово е темелот на нашата вера. Тоа е неразлучлива потпора на нашиот земен живот. Христос со своето воскресение им овозможи на луѓето да ја сватат вистината за неговото божество, вистината за неговото возвишено учење, способниот карактер на неговата смрт. Воскресението Христово е крај на неговиот животен подвиг на земјата. Поинаков крај не можеше ни да постои, зашто тоа е непосредна последица на смислата на неговиот живот. Бидејќи во себе безгрешен, Господ Исус Христос не можеше да умре, зашто смртта е последица на гревот, плата е за гревот. Но, иако заради својата божествена безгрешност е бесмртен, Господ доброволно ја прими смртта за луѓето кои таа ги пустошеше заради нивниот грев и со својата откупителна жртва стана откуп и спасител на човечкиот род од гревот и од смртта. Во крсната смрт на Спасителот доаѓа до врв неговата неизмерна љубов кон човекот. Христос победи. Прославувајте ја и радувајте се на победата. Се радуваат небесата, се радува земјата, се радуваат небесата како што мајка се радува кога ги храни своите огладнати деца. Се радува земјата како што децата се радуваат кога ја примаат храната од својата мајка. Победата Христова е единствена на која можат да и се радуваат сите човечки битија од првосоздадениот до последниот. Секоја друга победа на земјата ги делела и ги дели луѓето.
Кога еден цар ќе извојува победа на друг цар, едниот од нив се радува, а другиот се жалости. Кога еден човек ќе го победи својот сосед, тогаш под едниот кров има песна, а под другиот плач. И најблагородната човечка победа е слична на некое сонце, кое со едната половина спушта светли, а со другата половина темни зраци. Само Христовата победа е како сонце кое спушта светли зраци на сите кои се под него. Само Христовата победа е исполнета со сите човечки срца со непобедлива радост. Само таа победа е совршена, само таа победа е вечна. Браќа и сестри, денес е Великден, најрадосниот ден. Ние денес ја празнуваме совршената и надумна тајна Воскресението Христово. Победата на животодавецот на смртта, нашиот Спасител, триумфираше на злото и темнината и поради тоа богослужението на нашата православна црква е толку исполнето со благодат и радост. Во нашата православна црква не постои служба која би била повеличествена и поторжествена од воскресенската пасхалната. Токму поради тоа мнозина со радост ситаат во храмот на воскресението, на воскресенската пасхалната ноќ. И сосема е природно што срцата сега се исполнети со неопислива радост. Воскресенското пасхално богослужение навистина е слично на велелепната гозба која Господ ја приготви за сите што приоѓаат под благодатната сеница на неговиот дом. Па затоа приидете сите, примете, вкусете, црпете од таа непресушна гозба која изобилно се дава за живот вечен. Возлюбени чеда, синови и ќерки на Воскресението. Највисоката љубов, љубовта кон Бога во современиот свет е речиси изгубена. А љубовта кон Бога се освојува со борба, а пак најмоćен борец во таа борба е семејството. Семејството кое е изградено врз љубовта меѓусебна и почитување. Обединето со една вера представува жива оаза во мртвата пустина на бездушната денешна цивилизација. Ако живата црква, верните со свештенството и епископот собрани во храмот, се огромен огнен столб, христијанското семејство е свечичка запалена од тој оган на таа црква. Семејството е и првото училиште на децата, првата црква, домашната, семејната црква. А демонот се обидува да ја разурне црквата и однадвор и однатре се обидува на семејството да му ја оттргне победата во борбата за освојување на љубовта кон Бога, помагајќи им на родителите во уништувањето на своите деца. Најнапред тоа уништување е во коренот, во утробата на мајките, доколку во тоа не успеат. Потоа, кога ќе дојдат на свет децата, нудејќи им земни наслади во изобилие или не мажејќи се и не женејќи се, за да немаат обврски, се спротивставуваат на првата Божја заповед: раѓајте се и множете се и наполнете ја земјата и владајте со неа. Не дозволувајте, немојте да му помагате на демонот во неговата намера, туку за сојузник Христа, Господа, Босеснатиот, изберете го и извојајте ја со неа љубовта и љубовната победа, зашто таму каде што нема брак, таму нема љубов, а е само самољубие, телесни наслади и уживања.
Луѓето пак кои до дно го испиле пехарот на тие земни наслади, но биле доволно искрени и честни кон себе, говорат дека не нашле радост во животот на овој свет, не нашле среќа. Епа, луѓе мои, еве ја денес таа радост, еве ја денес таа среќа, еве го денес животот, еве го воскресението Христово, насладувајте се. Наши најмили во Христа воскреснатиот, да ги отвориме нашите срца за средба со оној кој заради нас пострада, умре, ама и воскресна. Он влезе во нас и го исполни нашиот живот со себе и со својата светлина, преобразувајќи ги нашите души. Ние пак како одговор на тоа со љубов ќе тргнеме кон него по нашиот спасоносен пат, зашто на неговиот крај несомнено ќе блеска и нашето воскресение за вечен живот. Таа спасоносна состојба на нашите души ние ви ја посакуваме со сето срце. Христос воскресе, навистина воскресе на Великден 2018 година, ваш постојанен молитвеник пред воскреснатиот Христа, нашата смирност Петар, митрополит Престанско-Плагонински администратор, австралиско-новозеландски.